Благодарам, почитуван председател на Собранието, колеги пратеници. Едно од прашањата кое што беше очекувано да дојде на дневен ред е прашањето заради кое што Република Македонија долг изминат период наназад трпеше сериозни критики во сите извештаи кои што доаѓа на разгледување во ова собрание. Мислам дека не постои извештај ни на Европската Унија, ниту извештај кој што беше предложен како сет на мерки кои што нашиот уставно, односно нашиот политички систем и институциите требаше да ги имплементира како сет на мерки предложени од групата на системски на експерти за системски прашања предводени од Прибе, па се до извештаите на Стејт департментот, на ОПСЕ, извештаите на Хелсиншкиот комитет, кои што укажуваа на сериозните дефекти кои што беа констатирани во работата на државното јавно обвинителство. И ако погледнете компаративно, тогаш ретко може да видите држава во која што беше формирано специјално, паралелно јавно обвинителство, кое што беше создадено исклучиво како резултат на нефункционирањето на актуелното државно обвинителство. И всушност идејата на претходниот состав на собранието да формира специјално јавно обвинителство беше токму тоа, да ги, ако може, превенира и да се впрегне во костец со она што значи битка со криминалот и корупцијата, констатирани и евидентирани тука на територијата на Република Македонија. И затоа изборот на нов државен јавен обвинител е приоритет од, би рекол, прв ранг, ако може така да дефинираме, во агендата на сите оние кои што и посакуваат добро на Република Македонија и во агендата на сите оние кои што сакаат реално Република Македонија да покаже дека е земја со свој обвинителски и правосуден систем кој што нема да се плаши од политичката моќ и од политичката елита, туку ќе влезе во битка со она што значи борба, тук ќе влезе во битка со она што значи криминал и корупција, евидентиран, констатиран од органите на прогонот. Токму затоа, оваа точка која што е денес на дневен ред, кореспондира со интересот на сите оние кои што се обидуваат, а тоа е пред се парламентарното мнозинство, но и сите, и се разбира новата и владата на Република Македонија, која што преку сет на мерки се обидува да ги реинкарнира процесите на владење на правото во Република Македонија. Затоа сметам дека изборот на нов јавен обвинител е од приоритетно значење и особено е тоа така заради тоа што на Република Македонија и треба кредибилна и респектабилна институција која што нема да му асистира на криминалот и корупцијата, туку на некој начин ќе води директна битка против тој облик на искривување или злоупотребување на владењето на правото, кој што го има во секоја држава, а која што до сега не се случуваше во Република Македонија. Токму затоа сметам дека по она што ни беше дадено и како податок, но и по она што беше сервирано како работа на господинот Јовевски, се гледа дека целата своја кариера ја има градено во правосудните институции во Република Македонија, започнува како приправник во поранешниот републички секретаријат во правосудството во сферата на извршување на санкции, а исто така извршува и повеќе работи во сферата на кривично-правната материја. Бил и секретар на Комисијата за условен отпуст на осудени лица, председател на Комисијата за полагање на стручен испит за звањата во службите за обезбедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, секретар во Комисијата за полагање на правосуден испит и така натаму. Исклучително ценет и почитуван судија кој постапувал по предметите од кривичната област. По 15 годишната судска работа бил и заменик на председателот на Основниот суд, но и во еден мандат и председател на Основниот суд Скопје 2. Во рамките на неговиот председателски мандат ги потврдува своите менаџерски способности, а во јавното обвинителство на Република Македонија е избран 2003 година како заменик на јавен обвинител, а во 2009 година како јавен обвинител во ова обвинителство е со нов мандат без ограничување на мандатот.
Во 2015 година продолжува неговата работа со тоа што е избран за член на Советот на јавни обвинители, со избор од редот на јавните обвинители од Јавното обвинителство на Република Македонија и целото негово професионално искуство го валоризира преку серија на функции кои што ги извршува во својата богата кариера. Бил и председател на управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители, председател на Сдруженијето за кривично право и криминологија на Македонија и член на председателството на Сојузот на Сдруженијата за пенологија на Македонија. Токму затоа сите овие елементи укажуваат на тоа дека јавното обвинителство во Република Македонија конечно има шанса да влезе во костец со она што значат наталожени проблеми и состојби кои што до сега се констатирани во многу извештаи кои што се доставувани и до Собранието и до владата на Република Македонија, и на тој начин респектабилноста на институцијата ќе може да се врати само преку одговорно, транспарентно, честно работење и нема да има никаков страф од она што значи политичка моќ и политичка елита во Република Македонија. Само на тој начин и само со таква работа ќе може да овозможиме враќање на оно што сите го посакуваме. А тоа е владење на правото и носење на Република Македонија во еден, би рекол, правец кој што ќе биде прифатен и од нашите пријатели во меѓународниот фактор, но и од самите граѓани на Република Македонија кои што очекуваат конечно да се реализира она што е суштина на политичкиот систем. А тоа е немешање на едната во другата и во третата власт, кои што се одвоени по она што значи системско функционирање на институциите во Република Македонија. Благодарам.